На денешната пресконференција беа најавени иницијативи до вкупно 13 судии за кои се поднесени иницијативи до Советот за утврдување на факти за несовесно работење и злоупотреба на службената положба. И тоа во текот на утрешниот ден поднесовме уште 5 иницијативи за исто така до Советот за утврдување на факти за случајот Сеат Кочан. Јас би почнал со случајот Сеат Кочан и се работи за 5 судии, меѓу кои првата е Рахилка Стојковска, за која за прв пат поднесуваме иницијатива. Другиот е Джемел Саити, ова е втора иницијатива и има веќе поднесена кривична пријава. Третиот е Ристо Катовеновски, ова е исто втора иницијатива и веќе има поднесена и кривична пријава, како и за Фаир Каслани, со втора иницијатива и кривична пријава. И четврто Јово Вангеловски. Ова е исто така втора иницијатива и веќе има кривична пријава. Сакал да кажам дека за случајот Сеат Кочан, нашиот експертски совет во фаза е на подготвување и за трета кривична пријава, и тоа против бившиот јавен обвинител Марко Зврлевски и против судијата Јово Вангеловски, бидејќи во овој случај имаат направено тешка злоупотреба на кривичниот законник. Марко Зврлевски поднесува ЗПП до Врховниот суд, а не е овластен, бидејќи овластен за поднесување, овластен за овој предмет беше специјалното јавно обвинителство, а во овој случај Јово Вангеловски го прифаќа овој БЗЗ-то и случајот го враќа на повторно одлучување. За тоа време Сеат Кочан е во бегство и со враќање на случајот на повторно одлучување он се враќа во државата и сега се брани од слобода. Значи, овде веќе не станува збор само за иницијатива до Советот за утврдување на факти, туку и кривична пријава за сторено тешко кривично дело. За останатите судии, за кои што е поднесена иницијатива до Советот за факти, се и судиите за случајот наречен музеј или артефакти. Тука имаме судиката Моника Башчованска од Основен суд Скопје 1, Лидија Петровска исто така од Основен суд Скопје 1, Лилјана Ивановска Шопова, председател на апелациониот суд, ова е втора иницијатива и има веќе кривична пријава, Татјана Дуковска апелациони суд, Африн Фидани апелациони суд и втора иницијатива, Зоран Димитровски апелациони суд и Енвер Амзи апелациони суд. Против некои од овие суди исто така се припремаат кривични пријави, бидејќи во овој случај одеше до тој степен прекршување на овластувањата да на некој од осудените им се судеше за веќе застарени дела. А да се суди за застарено дело, самите вие треба да видите и да сватите за какво кривично дело се работи. Покрај наведените случаи имаме и поединечни случаи кои датираат дури од 2006 година, а конечна разврска добија во 2016 година. Тоа се против суди од Основен суд Скопје 1 и апелациониот суд. Прво Билјана Коцевска, Основен суд Скопје 1, Зуица Наумова, апелациони суд, Цветанка Перица, апелациони суд и Африн Фидани, апелациони суд. Во третиот случај имаме судиите од Основен суд Скопје 1, Милка Ангеловска, Васевска, Дженат Бектович и Марин Станевски. Тоа се сите овие суди за кои е поднесена иницијатива до Советот за факти, а исто така е за некој од нив е во постапка и поднесување за кривични пријави. Дали имате информации на веќе поднесените пријави во Советот за утврдување на факти? Да, ние поднесовме пред точно еден месец до Советот за факти за истите овие судии кои се во случајот Сеат Кочан, за случајот Таргет, и имаме информации од Советот дека покрената е иницијатива, меѓутоа бевме свесни што се случи кога Советот за факти беше во Врховниот суд да изврши увид во документацијата, беше спречен од председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски.